Живееме во чудни времења. Производството се намалува, насекаде се зборува за недостатоци на репроматеријали, а профитите на компаниите растат до зачудувачки граници. Автомобилската индустрија сака да го оправда тоа, па неуморно работи на нови модели и подобрување на постоечките. Во денешното издание ќе обврнеме внимание на неколку интересни теми околу електричните возила. Ќе ви прикажеме како ќе изгледа внатрешноста на идната Мерцедес Е-класа, а за жал пристигнуваат и вести за заминување од сцената на некои модели и култни мотори. Ова е накратко содржината на денешното издание. Добре дојдовте во новата премиера на Автомагазин. Во своето сезонско освежување, ултрапопуларната возачка симулација Гран Туризмо доби интересен новитет потпишан од Ital Design. Виртуелната креација на славната дизајнерска куќа, официјално наречена Exeneo, има ниска силуета и имагинарен централно поставен хибриден V10 мотор. Дозволува два режими на возење, за асфалт и без паќе, пошто се зголемува нивото од адреналин што може да го произведе. Заслуга за тоа има и неограничената креативна слобода на дизајнерскиот тим, кој има замислено и кокпит од кристална сфера околу возачот со дигитален интерфејс. Практично веднаш откако Рено и Нисан ги редефинираа своите односи во алијансата, од јапонската марка стигна потврда дека најпопуларните нивни модели преминуваат на струја. Така, почнувајќи веќе од 2025 година, Juke, Qashqai и X-Trail ќе имаат своји електрични изведби, при што прашањето до кога ќе се нудат сегашните верзии со бензински мотори останува неодговорено. Тие имаат силен пазарен адут во e-Power хибридната технологија, која најверојатно ќе ги задржи во игра. Според платформите на кои се поставени нивните електрични изведби, ќе бидат сосема нови модели. Никакви детали за нив нема, но треба да се очекуваат големи механички сличности со Nissan Ariya и идниот Renault 5. Јапонскиот производител сака до 2030 година електричните автомобили да ја сочинуваат повеќе од половината од неговите глобални продажби. Се простивме од Женева, Париз падна на ниски гранки, но затоа салонот во Минхен и покрај сите предизвици останува окосница на автомобилските настани во Европа. Неговото одржување е потврдено за почетокот на септември како второ издание на манифестацијата откако таа се пресели од Франкфурт. Годинешниот настан ќе биде поделен на две изложби, една за купувачите, а втората за индустријата. Акцентот и кај двете ќе бидат трендовите, електрификацијата, дигиталните технологии, автономното возење и друго. Во овој момент своето учество го имаат потврдено само мал број изложувачи, меѓу кои BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford и Build Your Dream. Се очекува нивниот број драстично да порасне, како и присуството на други силни имиња од индустријата како Bosch, Continental и ZF. Секогаш кога ќе се најави нова генерација на Мерцедес, јавноста е многу љубопитна. Новата Е-класа е најавена за годинава, а сакајќи да го испита јавното мислење и да се увери во својата вистинска ориентација, штутгартската ѕвезда ја откри внатрешноста на својата средна лимузина.
3 екрани и минималистички дизајн. Така изгледа кокпитот на автомобилот кој многумина го чекаат. За да им ја скрати неизвестноста до официјалната премиера, Мерцедес реши да сподели со јавноста како изгледа внатрешноста на најновата Е-класа со фабричка ознака W214. Таа, во споредба со сегашната, донесува големи промени, со задача да ја најави новата ера во високата германска премиум класа. Во прв план ги става големите екрани. Тоа и не чуди, бидејќи сите после електричните EQS и EQE очекуваат понатамошен развој на концептот што тие го промовираа. Меѓутоа, тој кај Е-класата ќе дојде со нешто поинаков дизајн. Тоа покажува дека Мерцедес се уште експериментира со тоа како купувачите го прифаќаат ова необично решение. До главниот мултимедиски екран е сместен еден помал на совозачката страна, а инструмент таблата има два режими на покажување на податоците. По целата широчина на арматурната плоча се протегаат доста тенки отвори за вентилација, чие активирање е целосно електронско. Амбиенталното осветлување е активно и се менува во зависност од избраниот режим на возење, а прекинувачите за командување со основните функции на автомобилот се скриени под главниот екран. На централниот гребен е задржана визуелната чистота и таму, освен поклопецот на големиот простор за складирање, нема ништо. Управувачот е повеќе или помалку познат, а контролите за седиштата се на панелите на вратите. Од другите детали е објавено дека конективните можности ќе бидат на ниво какво досега не е видено и ќе вклучуваат едноставно следење на Google Maps, YouTube, TikTok и другите социјални мрежи. За комплетен впечаток, тука е и селфи камера, а се командува со собствен оперативен систем со вештачка интелигенција развиен од страна на инженерите на Мерцедес со помош на неколку технолошки партнери. Американските транспортери се поставени пред тешка дилема, дали да размислуваат за електричните или да останат верни на класичните дизел камиони. Но колку и да не е тешка одлуката за што да се определат, сега ќе мора да земат во предвид уште еден фактор. Freightliner представи нов концепт на камион со напредни решенија. Наречен Supertruck 2, фокусот на инженерите беше ставен на високата ефикасност. Базиране на успешната Каскадија и има активна аеродинамика досега невидена во овој сектор. При возење на автопат, страничните панели и спойлерот на покривот се поместуваат за да се намали на минимум просторот меѓу кабината и полуприколката. Се контролира и височината од асфалтот, која се намалува на само неколку сантиметри. Специјално за него и Националната агенција за безбедност во сообраќајот одобри користење на дигитални странични ретровизори, што може да доведе и до промена на сегашната регулатива. Но тоа е само дел од приказната. Во долгиот нос се наоѓа 13-литарски дизел, за кој компанијата вели дека е најефикасната погонска единица досега инсталирана во некој нивни камион. Од деталите за моторот се наведува дека е опремен со одвоени системи за ладење на ниска и висока температура кои работат во тандем со двостепеното турбополнење и рециркулацијата на издувните гасови. Останатите технички унапредувања вклучуваат паметно подмачкување и адаптивни тандемоски кои автоматски се префрлаат од 6x4 на 6x2 погон при возење на автопат. Камионот има менувач со 13 степени на пренос и електричен систем од 48 волти кој користи литиум-ионски батерии со функција за исклучување на моторот при возење по инерција. Благодарение на сето ова е забележано намалување на потрошувачката на гориво за 5,7%. Од Freightliner уверуваат дека Supertruck 2 во суштина е технолошки демонстратор и дека голем број од неговите карактеристики би можеле брзо да се применат во редовното производство.
Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Групацијата Stellantis бележи одлични резултати и за лани пријави профит од 17 милиарди евра. Но пред да се позанимаваме со ова, ќе се осврнеме на еден модел од темелот на оваа групација. Со повеќе карактерни надградби, поизразени заби и канџи, кралот на чопорот од Шанзелизе ќе дебитира во јуни за да го продолжи својот успешен пат во средната висока класа на возила. Во деценијата кога владеат спортско корисни возила и моноволуменски форми, Peugeot 508 останува доследен на лимузинската форма со 2 каросериски форми и 3 верзии. Со рестилизирањето на својата лимузина, Peugeot направи стилски измени на веќе постоечките докажани естетски решенија. Веднаш воочлива е новата маска на предниот дел со релјефна форма, врамена со новите потесни предни LED светла. Кога сме кај маската на ладилникот, треба да нагласиме дека за моќната PSE изведба таа има поинаков отпечаток, адекватен на спортските перформанси што ги пружа. Значајна новост е трансформацијата на препознатливите вертикални очњаци, кои сега наместо една добија под теркот на задните светла 3 светлосни линии. Елегантната контура делува далеку по-спортски и со споменатите маркантни визуелни цитати уште повеќе ја нагласува купеовската форма. За практичната караванска каросерија, барем на снимките се забележува дека не одстапува од динамичниот впечаток што го задава лимузинската каросерија. Двете каросерии добиваат нови браници, избор на нови 7 бои и тркала. За оваа прилика освежен е интериерот со надградени материјали и збогатена опременост. Општо прифатениот iCockpit ја прославува својата декада во службата на Peugeot. Со обновената 508-ка ќе доаѓа со ажурирани оперативен, инфозабавен и системите за асистенција. На списокот се Night Vision, систем за ноќно предупредување на возачите за какви било пречки во коловозната лента. Нова се надоврзува полуавтономното возење на ниво 2, кое се состои од адаптибилен темпомат со функција за потполно сопирање и повторно тргнување и помош за држење на коловозната лента. За движењето се задолжени познатиот бензински или дизел мотор на групацијата Stellantis со 130 коњи. Обезбедени се два приклучни хибриди. На познатиот од 225 коњи добиени преку 1,6 турбобензинец и електромотор му се придружува и верзијата со намалена сила од 180 коњски сили. Иако беше под голем знак на прашање, посветеноста на марката кон автомобилскиот спорт во животот ја одржа врвната изведба 508 PSE со 360 коњски сили и погон на сите тркала. Премиерата на рестилизираната верзија е закажана за јуни, пошто ќе биде достапна на сите пазари со различна динамика.
Групацијата Stellantis ги објави резултатите од своето работење за 2022 година, кои ја изненадија јавноста. Имено со политиката на високи цени која ја имаше и намалувањето на трошоците заради синергијата на двете корпорации од кои настана, приходите се зголемија за 18% на 180 милиарди евра, а нето профитот за 26% на 17 милиарди евра. И сето тоа со за 2% помало производство од лани, кое стигна до 5,7 милиони возила. Задоволни се и нивните купувачи, бидејќи стапката на дефекти во првите 3 месеци по испораката е намалена за 30%. На заработеното ќе се радуваат најмногу акционерите, на кои ќе им бидат поделени 4,2 милиарди евра дивиденда, но не и најзаслужниот за ваквите резултати Карлос Таварес, чија ланска плата од 15 милиони евра е помала за 14%. Регионално најдобра заработувачка дојде од Северна Америка, а меѓу марките на големо изненадување на сите, најуспешен беше Fiat. И покрај застарената и сосема испразнета гама, италијанскиот бренд во 2022 година глобално има испорачано 1,2 милиони возила, што е за 10% подобро од Peugeot. Лидер е на пазарите во Бразил, Турција и Италија, а заслужен е и за зголемувањето на продажбата на електричните возила. Од вкупно пласираните 290.000, дури 40% отпаѓаат на Fiat 500e. Согласно тоа, Таварес најави дека годинава од италијанската марка треба да очекуваме 2 нови електрични модела. Не прецизираше кои, но еден од нив веројатно ќе биде Фиатовата верзија на Jeep Avenger, од кој ќе се изроди и модел на Алфа Ромео. Сите тие ќе се произведуваат во фабриката во Полска. Во моментов Stellantis има 23 електрични модели на пазарот од сите своји марки. Од групата за годинава се најавуваат уште подобри резултати, како и откуп на сопствени акции во вредност од 1,5 милиарди евра. Околу најефективниот начин на исползувањето на електричните возила се кршат копја. Различни се мислењата и концептите не само за стилот на возење, туку и за начинот на најефективно искористување и сочувување на струјата во батериите. Ниските температури ја смалуваат автономијата, а понудената опција за зголемено регенерирање на струјата преку системот наречен една педала беше доста форсиран за да инженерите на Porsche почнуваат да демолираат оваа приказка. Оваа зима, која ги покажа своите последни заби, донесе интересни резултати во поглед на практичното користење на електричните возила. Сите добро знаеме дека на студено време се намалува капацитетот на батериите, кое може да изнесува и до 50%. Затоа и од повеќе страни започнаа да пристигнуваат мислења и предлози како најефикасно треба да се справува со овој проблем. Аналитичарите на една компанија која се занимава со софтвер за телематско следење на флоти комерцијални возила направи сеопфатна анализа од која заклучи дека едно од најбезболните решенија е да се вози побрзо. Звучи контрадикторно, но сепак не е. Според нив клучот лежи во потребата за грејење на внатрешноста на возилото, кое колку подолго се престојува во него, толку повеќе струја ќе потроши. Сепак оптималната брзина според нив не би требала да биде над 60 км на час заради отпорите на воздухот. На истата тема размислуваа и во Форд, чии инженери подготвуваат технологии со кои ќе се намали потребата од енергија за загревање на внатрешноста. Нивната идеја е со грејење на некои делови со кои возачот доаѓа во контакт да се одржува целокупната температура во кабината пониска. Конкретно, покрај во воланот и седиштата работат на инсталирање грејачи во централниот наслон за рацете, па
колесниците, панелите на вратите, наслоните за главите, па дури и во штитниците од сонце. Тестирањата спроведени на електричен транзит на температури до минус 7 степени Целзиусови покажаа дека на тој начин може да се заштеда 13% од потрошената електрична енергија. Таа искористена за возење ќе зголеми автономијата за 5%, односно во конкретниот случај за 20 на километри. Веќе некое време слушаме како дел од производителите се фалат со системи за возење електрични автомобили со една педала, без употреба на сопирачките. Неговото функционирање е едноставно. Кога ќе се отпушти гаста, електромоторот работи како генератор, регенерирајќи ја енергијата истовремено забавувајќи го возилото. Но стручњаците на Порше тврдат дека ваквиот начин на возење е неефикасен. Точно е дека со него се зголемува секојдневната автономија, но на долг рок подобар метод за заштита на енергијата е така нареченото едрење. Тоа подразбира физичко исклучување на електромоторите заради намалување на отпорите, овозможувајќи автомобилот по инерција да се движи без никаква потрошувачка на енергија. Кога ќе треба да се намали брзината со притискање на педалата на сопирачките, тие повторно се поврзуваат со тркалата, регенерирајќи ја струјата, а класичните сопирачки се активираат во итни случаи и при целосно запирање. Основата за ваквото тврдење тие ја гледаат во физиката, која вели дека ваквата техника на возење ја зачувува кинетичката енергија на возилото во движење. Според нив, возењето со една педала предизвикува нејзини двојни губитоци, бидејќи енергијата при регенерирањето се конвертира во струја која се враќа во батериите. Како дополнителен плюс се наведува и дека возењето со едрење е интуитивно и поблиску до природата на возилата со конвенционални мотори. Стручњаците на Порше уверуваат дека во 90% од секојдневното користење на возилата забавувањето се врши со помош на електромоторите и дека класичните сопирачки се активираат само при брзини помали од 5 км на час. Пресметале и дека при големи брзини за 3 секунди забавување се регенерира доволно струја за поминување цел километар. Електрификацијата и стремењето кон движење со нулта емисија на штетни издувни гасови го зема својот данок. Во склад со својата стратегија, промовирана по повод 100 годишнината на марката, Бентли донесе одлука да прекине да го произведува иконскиот W12 мотор. Од друга страна пак, електричниот хиперавтомобил Пининфарина Батиста успеа да извади подобри резултати од својот донатор Римац Невера. Рачно изработениот 12-цилиндерски мотор беше резервиран за врвните изведби на растегнатите крила 20 години и е вграден во повеќе од 100.000 возила. Бентли нема да дозволи W12-ката да се замине без спектакуларно испраќање. Пред 2 децении овој мотор дебитираше во Continental GT и со него ќе ја напушти сцената. Затоа ќе послужат само 18 примероци на купето Батур, кои ќе бидат рачно изработени од Мюлинер, а веќе е потврдено дека него ќе го движи најсилната досега направена верзија на овој мотор. 12 цилиндри и двата турбополначи ќе испумпуваат 750 коњи и 1000 ньютон метри. Вртежниот момент ќе биде на располагање во диапазон од 1750 до 5000 вртежи во минута, додека максималната сила се постигнува при 5500 вртежи во минута. Интересно е да се наведе дека од неговото воведување во 2003 година 6-литрениот битурбо W12 мотор константно е усовршуван. Во периодот од 20 години неговата моќност е зголемена за 37, вртежниот момент за 54, а емисиите на CO2 намалени за 25%.
Секој примерок на W12 моторот е рачно склопуван, за што се потребни 6,5 часа работа на високо обучен тим, пошто се подвргнува на софистициран режим на тестирање на 3 диагностички машини. Секоја седмица, еден од изработените мотори се подвргнува на продолжен тест циклус, пошто потполно се расклопува за проверка. Последниот примерок ќе биде склопен во април 2024, кога ќе биде достигната бројката од вкупно 105.000 направени мотори. Уште кога се појавија двата електрични хиперавтомобили, се поставува прашањето кој е подобар, оригиналниот Римац Невера или облагородениот Пинифарина Батиста. Одговорот на него го дадоа италијанците кои воедно со желба за докажување се упатија дури во Индија од проста причина што сопственикот на дизајн студијето е Махиндра. Тимот на Пинифарина таму допатува со тест примерок на Батиста, опремен со стандардни пневматици и без никакви модификации на техниката која е идентична како и кај Невера. 4 електромотори со вкупна моќност од преку 1900 коњски сили и 2300 Ньютон-метри вртежен момент. Со целосен нивни ангажман, развојниот возач на компанијата четвртина милја, односно 402 метри, помина за 8,55 секунди, а соборувајќи го рекордот на хрватскиот болид за едва и мерливи 0,03 секунди. Половина милја беше помината за 13,38 секунди, попат забрзувајќи до 300 км на час за 10,5 секунди. Максималната брзина што беше постигната на овој настан изнесуваше 358,03 км на час. Пининфарина има план да направи лимитирани 150 примероци од овој дизајнерски електричен хиперавтомобил, чија цена е 2,2 милиони евра без давачки. За производство на секој од нив се потребни 10 до 18 недели во зависност од спецификациите. Цената на Пининфарина Батиста е за 200.000 евра повисока од онаа на Римац Невера, врз чија техника и механика е скроена. Ако за тоа презентираните резултати се доволен аргумент за скапо скроеното одело, тогаш во ред, нека биде така. Секој може да прави што сака со своите заработени пари. Само уште да ја откриеме тајната како да заработиме толку за да може да купиме автомобил од 2,2 милиони евра. Се гледаме следната сабота.